Добро утро до сите, почитувани дами и господа. Во името на Берзата и во мое лично име би сакал да ве поздравам сите и да ви се заблагодарам за учеството во работата на 12-та годишна конференција на Македонска берза. И оваа берзанска конференција, трета година поред, се одржува во амбиент од кој инвеститорите во хартии од вредност и финансиските посредници не можат посебно да се пофалат. Напротив, целиот македонски пазар на капитал веќе подолго време е во состојба на хроничен грч. Подготвувајќи го овој говор, накратко се навратив на изминатите неколку конференции, на тоа што овде, на истото ова место, сме анализирале, дискутирале и предлагале. Очекувано, увидот во минатото го потврди оно што секој поупатен во состојбите на македонскиот пазар го знае. За жал, денес можете да искористите содржината на некој стар говор или презентација и се уште да бидете актуелни. Имајќи го ова предвид, денешната анализа на состојбите на пазарот на хартии од вредност мора многу внимателно да одбере кои од бројните, многу пати елаборирани фактори се идните клучни стратешки пунктови околу кои треба да се фокусира енергијата и креацијата на носителите на одлуки во пазарните институции и учесници. Од тука, денес немам намера повторно да зборувам како беше пред кризата, колку силно не погоди кризата, колку ни било и би ни било значајно поголемото присуство за поврзаноста на регионалните и глобалните на капитал и импликациите од тоа за македонската берза, за очекуваните и одложени аквизиции во корпоративниот сектор и за неговата генерална незаинтересираност за издавање нови хартии од вредност. Ниту пак ќе зборувам за очигледната потреба за реализација на берзански интеграции. Конечно, веројатно нема да ми забележите што нема да кажам ништо посебно за тоа колку би било значајно да се откочи процесот на евроатлантските интеграции на Република Македонија и моментумот што ваквиот развој на настаните би ги предизвикал на берзата. Сето ова е добро познато и таквиот пристап би значил повторување на гола фактографија и добро познати работи. Дами и господа, повеќегодишните негативни состојби на македонскиот пазар на хартии од вредност се карактеризираат со повеќе физички и би рекол психички белези. Физичките карактеристики на пазарот се секако бројките. Дозволете ми да презентирам неколку позначајни податоци. Главниот берзански индекс МБИ-10 на крајот на април оваа година изнесуваше 2540 поени. Тоа значи дека општото ниво на цените на пазарот, мерено преку движењето на 10 најликвидни акции, е зголемено за 11,4% од почетокот на оваа година, но е се уште за околу 67% пониско од почетокот на 2008 година или за околу 75% помалку од рекордното ниво во септември 2007 година. Постигнатите цени на берзата се резултанта на понудата и побарувачката. Како стојат работите на агрегатно ниво кај овие пазарни категории? На страната на понудата на берзата моментално има 33 котирани друштва, 11 котирани државни обврзници и 113 друштва со посебни обврски за известување. Се тргува и на така наречениот слободен пазар, согласно одредбите од Законот за хартии од вредност. Сепак, најрелевантна е анализата на македонските блучипови, оние од МБИ-10. Во првите 4 месеци од 2001 година, на тргувањето со овие акции отпаѓа само околу 34% од вкупниот промет со сите акции. Во истиот период минатата година тој процент изнесувал дури 60%. Нивната вкупна пазарна капитализација, значи на овие акции од МБИ-10, изнесува околу 487 милиони евра и е на многу слично ниво како минатата година. Овие компании во првиот квартал од 2001 година
имаат искажано скромни 1,9 милиона евра агрегирана добивка. Тука не се вклучени податоците од компанијата Бетон, бидејќи тие уште не рапортирале, рокот е уште отворен. Значи, наспроти 1,9 милиони евра, наспроти 3,7 милиони евра минатата година во првиот квартал МБИ-10 агрегирана добивка. Кумулираниот, односно кумулативниот коефициент цена добивка на 30 април на овие компании изнесува 12,8 во споредба со 15,1 од 2010. Што се однесува на страната на побарувачката, во првите 4 месеци од оваа година вредноста на берзанскиот промет, кој крај функција на побарувачката, изнесува околу 72 милиони евра, наспроти околу 17,7 милиони евра минатата година во истиот период. Но ова големо зголемување се должи на фактот што е вредноста на вкупниот промет по сите основи. Значи со вклучени блок трансакции, реализирани јавни понуди и реализирани државни аукции. Доколку пак ја продолжиме нашата анализа на тргувањето единствено со акциите на МБИ-10, прометот со овие акции изнесува околу 15,4 милиони евра со вклучени блокови во споредба со ланските 7,9 милиони, што е добро, но се уште е многу помало од например истргуваните 35,1 милиони евра во првите 4 месеци од 2008 година. Значи, намерно не оперирам веќе со податоците од 2007 година, затоа што тоа дефинитивно веќе не е репрезентативна година за овој нов амбиент. Просечниот дневен промет на сите пазарни сегменти, без блокови, во првите 4 месеци од 2011 година изнесува околу 290.000 евра, наспроти ланските 200.000. Големината на прометите, како што сме напоменале повеќе пати, е од суштествено значење со оглед на што токму од тоа зависи сигнификантноста на ценовните нивеа што се постигнуваат на берзата. Иако анализата на пазарот подразбира разни квантификации, дел од нив туку-што презентирав, многу побитна е анализата на така наречените психолошки белези, што моментално го дефинираат македонскиот пазар на хартија од вредност. Имено, презентираните квантификации на пазарните движења, односно големиот берзански подем и пад, придонесоа многу пазарни учесници и наблюдувачи да влезат во една специфична психолошка состојба. Таа не може лесно да се опише. Тоа е некоја комбинација на селективно паметење, неисполнети планови и испуштени добивки, себе необвинување, големи очекувања и подолготрајно незадоволство од конзервираните состојби. Од тука се заборава дека македонскиот пазар не треба да се споредува со големите светски пазари, кои секогаш некако функционираат, туку со регионалните, кои се уште тешко функционираат. Дека македонската економија била, е и ќе биде нагласено банкоцентрична, дека финансиската историја бележи многу слични берзански циклуси нагоре, надолу, нагоре, при што првиот нагорен тренд најчесто е молскавичен, а вториот е трнлив, спор и непредвидлив. Дека движењата на берзата се во принцип функција на целокупните стопански и финансиски текови, дека неекономските фактори сепак имаат огромно влијание, колку истите да не треба да се прогласуваат за пресудни. Дополнително, треба да се потенцира уште една суштествена работа. Транзицијата, односно промената на стопанскиот систем се случи пред 20 години. Тогаш некаде започнаа да функционираат и берзите во поширокиот регион. Станува збор за мали економии со немногу голем општествен производ и животен стандард и со децениски и генерацијски дисконтинуитет во однос на капиталистичкиот економски и вредносен систем. Имајќи го предвид сето ова, се уште е рано за да се види каков тип всушност на пазарна економија и акционерски капитализам се изгради во овие земји и какво и колкаво ќе биде значењето на пазарите на хартија од вредност. Ова е сложен процес и не сите општествени актери можат лесно да го идентификуваат, а уште помалку да го моделираат. Од тука сведоци сме на чести недоразбирања околу пожелните развојни правци на пазарите на капитал во овие земји, несогласување и критики помеѓу самите пазарни учесници и често несмасни паралели во јавноста за берзата како мало пазарче со или без капитал.